Епа здраво луѓе, или подобро да кажам нездраво луѓе. Добродојдовте на непопуларниот канал. Јас сум вашиот водител Васил и денес ќе го гледаме босанскиот Hulk. Сенсори, Шрек! Сепак кај во наредно видео ќе збориме за него. Поминале 2 години од последниот пат кога било објавено видео на каналов. Бев презапатен со плаќање сметки во дворот на киреџијата. Му ги закопував доголите во неговата бавча. Предпоставам така работи кријата, нели? Може би го познавате каналот повеќе по ова или ова, али воглавно ова е истиот тој канал, само што доби нов дизајн. Она што е навистина бедно е фактот дека европскиот артикол 13 дојде и му еба матер на каналот, 120 видеа избришани ко ништо. Кога дошол Танос и да му се посрал на каналот, во буквална смисла. Копа, растура. Настрана од тоа, јас сум пензиониран офицер против кринџот, тоа сите го знаат, но периодов ме подкупија ова... не требаше да кажам тоа. Пребарував што има ново на македонската YouTube сцена, тотално по моја волја. Чисто онака да се информирам до каде сме со продукција на видеа во оваа заедница што се формираше пред 6-7 години. Баш ме интересира што постигнале младиве јутубери во периодот додека не бев активен. Може ќе летам доле. Ова е многу лошо за трчање, брат. Ако ти се откачи тоа? Ова нема шанс. И очигледно нема напредок. Висок! Висок! Замисли да паднал. Државно во Скопјево едва има 2-3 комбина за брза помош, полуисправни, и ќе му пратат едно за што, оти сам се довел во опасност. Ќе ми стакал се гневија. Дигај себе да ти бам будалата. Да не зборам за децата кои ќе помислат дека вреди да се снима како се бесат на мост. Некој ќе се мотивира и да се фрли. Етек тогаш изреката фрли се вардар ќе биде смешна. Не за џабе рекле да не се игра со топка на улица, а мајде фер ќе бидам да не испана дека само критикувам. На едната улица има лежечки полицаец, па како и да е мора возилата да намалат брзина, не дека нешто опасно и фраерски прави. Да снимаше на булевар, ќе беше друга приказна. Пичку матер, кај наоѓаш у мене да киваш? Режија, пак истиов? Матер, кај наоѓаш у мене да киваш? Мислав пешке си. Се шалиме, се шалиме. Не кјутек некој од вас. Се шалиме, боле. Не е страшна работа и ти кажувам плюс. Има убав ден, извини ако... Ќе ти учукам бокса, ќе ти речам после има и тука взе тројца. Ама до, боле, ајде тема бе, се шалиме. Ајде, има и убав ден. Се шалиме, боле, немој се... И пусти кажувам, се насмеавме малку, шо? Без разлика дали било со вода или без, прво не почитуваш 2 метри дистанца, и второ, испегаш како најголемиот имбецил што сум му видел до сега. Ама за фриканција и за видео, it's just a prank, bro. Ти ако саш реши, тука сме ние. Има убав ден. Драго ми е што праша непознат човеку. Тој тука е јутубер што дегенски, односно селечки ти се однесува за да ти ја снима реакцијата, се со цел да ги добие тие прегледи. Сега може ќе се прашаш, чекај малце, па како така без дозвола ме снима, а профитира со публика. За жал не можеш да го докажеш идентитетот со лицето, бидејќи Андреј е паметен и ти го цензурирал. Ти ако саш реши, Но можеш со гласот да го докажеш тоа, бидејќи заборевал да ти го смени. Единствено така може да те идентификуваат и ако не сака да оди на суд со тебе, да ти даде и тебе процент кога ќе склучува договор со спонзорство. Сушност за тоа видео треба сите пари да ти ги даде, затоа што сум 120% убеден дека тие 25.000 прегледи се собрани само поради тебе. Sama luđi, Ari, Iksarije, Igica, Žido. Ajmo sad, ko će prvi udar glavu? Ajmo. Офлеле. Ari. Bog te mazo, šta je ovo? Isuse Kriste. Треба ли воопшто да коментирам на ова? Ajde, Ari, bud luđi, Ari. Isusa, ti bog. Isuse, Bože. Vi niste dobri u glavu.
Бог те масо, ви не сте добри у главу. Сега дури разбирам зошто ме зафркава едно време, демек сум бил јутубер. Ja, was su ti youtuber si? Ja. Да, и зашо кретенски ме прашуваш и со сила саркастичен го поставаш прашањето? Ja, за да ебам женски. Ja. Ти нагласам доминација со сарказмот. Ja. Очигледно е дека оние што ме заебавале или се ретардирани, или заболуваат од тешка ментална болест, надевајќи се дека така ќе се стават смоката во нечиј тунел. Но она што е поочигледно е дека моите колеги биле причината за тоа заебавање. Замисли работиш на исто работно место со имбецили и луѓето го гледаат ова. Бог те масо, šta je ovo? Нормално муштеријата ќе се прашува што барам во просторија со вакви луѓе да купувам, па се создава стереотип дека ако си јутубер, твоето ниво на интелигенција би требало да биде слично на твоите колеги. До кое дно ќе пропадне интегритетот на овие луѓе за бедни 50 прегледи? Финални коментари немам, освен дека образовниот систем не успел да научи неколку индивидуи како да се справуваат во одредени морални ситуации, но секако затоа имаме оваа платформа да ги споделуваме тие грешки и да се подобруваме како заедница. Тригеруваните фанови на било кој од овие јутубери, ако мислат дека хейтам, слободно нека стават дизлайк, затоа што Платон рекол никој не е повеќе омразен од оној што ја кажува вистината. Се гледаме со ново видео наредниот милениум.